Заврна дожд, дувна и ветер, па го исчисти смогот и смрдејата во Скопје. Тоа што не го сторија властите, го стори ветерот. На апликацијата за мерење на загадувањето Мој воздух денеска конечно води зелениот круг, кој покажува дека квалитетот на воздухот во државата е во рамки на нормално дозволеното ниво на загаденост. Но до кога? Ке видиме. Ама премиерот најде решение за загадувањето. Ке инвестирал 100 милиони евра во електричен трамвај. Многу е важно, заради тоа што представува конкретна мерка која што ќе даде и tekako голем придонес во севкупните напори на борба на државата против загадувањето. И ова не е ништо ново, со оглед на тоа дека кога и да има избори, идејата за трамвај постојано оживува, но никако да се реализира. Градоначалникот Шилегов неколку пати досега најави градба на трасата уште во кампањата пред да стане прв човек на метрополата. Дури пресмета и колку ќе чини картата. Тоа ќе биде можеби малку тежок период за нашиот град, бидејќи и ќе се прекопа и ќе се изблокира можеби сообраќајот, но и тоа што се 2-2,5 години визави можностите што се нудат после тоа. А почетокот на работите е предвиден за... Во текот на јанари ќе ги дефинираме средствата и ќе можеме да ги распишуваме постапки. Разговорите за воздухот се актуелни секоја година, бидејќи ништо не се презема, велат екологистите. Според нив, 1,5 милион евра се ситни пари кои ги одвојува владата за толку крупен проблем. Ама Заев најде пари за дополнителни советници, уште 7, како што кажа, да го координирале инспекторатот за животна средина и МВР. Во меѓувреме, едно е сигурно, само ветер може да не спаси од магла.